знае да плива? Ајде со тренерите. Бесплатно пливање за првачињата и лицата со попреченост во општина Аеродром. Проектот Учиме да пливаме е можност да се научат основните техники во пливање со сертифициран спортски едукатор. Изработена во соработка со Сојузот за училишен спорт на општина Аеродром во реализација на спортската академија Sky Wellness. Проектот Учиме да пливаме опфаќа околу 1000 дечиња, прводеленчиња, исто така голема убава работа е што опфаќа и деца со попреченост. Значи, тие се вклучени во проектот. Проектот ќе трае 4 месеци до крајот на декември. Може да видиме дека и дечињата се пресреќни. Исто така се надевам дека и во иднина општината ќе продолжи со овакви проекти, каде што ќе ги вклучиме дечињата во што повеќе спортски активности. Пливањето е најдобро за подобрување на психофизичкиот развој и за моториката. Главната работа на нас е децата да научат да пливат, односно да ги научат основните техники на пливањето, што мислам дека голем дел од дечињата ќе успеат во тоа. Веќе уште во првата недела децата се опуштија, почнаа да учат, така да проектот верувам дека ќе се заврши успешно. Сите основни општински училишта од Аеродром се опфатени во овој проект, кој е наменет за подобар психофизички развој на најмладите. Да идовме на едно големо задоволство пред сека учениците, можам да кажам дека се навистина среќни првачиња, започна еден голем подвиг, вклучени се на час по пливање еднаш седмично и на едно огромно задоволство се среќни, тоа се гледа и од сликите, од кадрите кои што ги имаме токму и во моментов со дечињата, меѓутоа на големо задоволство и кај родителите, тоа се гледа по согласностите кои што ги добивме од нив, сите се воодушевени, навистина една голема можност за учениците да научат да пливаат од мала возраст, а и наставниците и ние сите вработени во училиштата навистина сме задоволни од овој проект Учиме да пливаме. Во овој проект се вклучени веќе и сите ученици со посебни образовни потреби од 2 до 9 оделение, меѓутоа во посебен термин, но задоволството, мотивот е и кај останатите ученици во училиштата и нормално бараат да бидат вклучени. Се надеваме, она што го ветува градоначалникот, бидејќи секогаш и ни го исполнува, дека во иднина исто така ќе бидат вклучени дел по дел, се надевам, и останатите генерации ученици, па ќе можеме со задоволство да коментираме тогаш и за нивната среќа во овој ваков сличен проект. Учиме да пливаме успеа на едно место да собере повеќе од 1000 дечиња. Проектот Учиме да пливаме, кој што ги опфаќа сите првачиња на територија на општина Аеродром, но ги вклучува и сите дечиња со попреченост, независно од во кој оделение се наоѓаат. Општината ги покрива трошоците во соработка со спортската академија Sky Wellness, за инструктори за пливање, за целата оваа инфраструктура им се обезбедува опрема на дечињата, превоз од училиште до самата локација каде што се одвива наставниот процес. И можам да кажам дека ова еден проект кој што се реализира на огромно задоволство пред се на дечињата, но мислам дека и родителите, и наставниците и училишта сите се многу задоволни од како се реализира овој проект. Сакаме во следните години и да го прошириме. Тоа го правиме во соработка со Sky Wellness спортската академија во рамките на тој буџет кој што го имаме. И е реализација на наша примарна заложба да фокусот на инвестициите на општината биде насочен кон младите, кон образованието и кон спортот. Тоа што е најпотребно за една млада општина како што општина Аеродром. Ние веќе имаме и една програма во делот на развој на спортските вештини за дечињата со попреченост. Тој си е посебен проект кој што паралелно се одвива, но во рамките на тие лиценцирани инструктори за работа на спортски активности со дечиња со попреченост, ги вклучуваме и тие лиценцирани инструктори и во овој проект, за тие да добијат и квалитетна настава и сите заедно да научат подобро да пливаат. Примерно работиме на подобрување на инфраструктурата, доградба, реконструкција на основни училишта, изградба на нова градинка, веќе во следните неколку недели првата од ветените 4 градинки планираме да ја отвориме. Во следните години ќе работиме на реализација на сето тоа, но тоа значи и вложување во наставниот процес,
и би сакале да бидеме и пример за нешто вакво. Ова прв пат ваква активност се случува на територија на Република Македонија, не само во Скопје, да ги стимулираме и другите општини работат во оваа насока, но да пуштиме еден апел и до државата дека е време се повеќе да се вложува во модернизација на наставниот процес. Здрави животни навики и подобри услови за децата со посебен акцент на спортските активности. Општината постојано ќе ги следи интересите и потребите со единствена цел – да живеат и растат како здрави и изградени личности.